Благодаря ти председател на комисията, който ще отреди сбор. Благодарам председателя. Значи, имам реплика на колежката Дивна Йовковска, да кажем дека нема да ви реплицирам. Тручено кой ще го изнесе, колко аз съм познан за език, толкова вие сте познани за соларските водопади. Меѓутоа, како пратеник, кој што е државјанин на Република Македонија и кој што да допринесе развојот на Република Македонија и како член на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ ќе ве замолам и во иднина да не политизираме кој што навистина за одредени области најмалку е потребна политика. Може да зборуваме, може да имате одредени предлози, јас во вашите дека се влезе очигледно во проблемот, затоа што е нормално, вие потекнувате од тој крај, се занимава на семинар, така на тоа може би се били активен учество во одреден дел од овие процеси. Меѓутоа да политици работи кои што се на 200 вида различни птици, не знам, флора, фауна кои што живе, мислам веќе е дегутантно, првенствено како пратеник кој што да допринесе. Меѓутоа не на ваков начин. Сега ако навлегуваме во оваа дискусија која што вие навлегувате, ќе се враќаме во некои приказки кои што немаат врска во буџетот на општината во таква ситуација. Дали какви предмети има во јавното обвинителство на патови во Кичево, во сека на општината од вашиот началник Бузлев. Натаму, значи теми кои што првенствено комисија и кои што врска како природна област. И би било многу мило, како пратеник, кој што не ја познавам, верувате, не го познавам регионот на Ресија, неколку пати, меѓутоа не можем да го кажем дека го познавам повеќе од вас, како што вие не ја познавате Сумица повеќе од мене од колегата Панче Орцев, затоа што тој крај, тоа е нормално. Во наредно, значи додадеме едногласно поддршка за овој добар закон, бидејќи вие тоа во вашиот говор го рековте, дека ќе даде поддршка за даваме во втора фаза, кои одредени конструктивни предлози во врска на амандмани. Јас дури ме прифаќам тука и представникот министерството кој што ми дава знак на одобрување, можеби ќе бидат прифатени зошто не, и да почне имплементација. Она што каже колешката Ана Лаш, вие го знаете, можеби се дел од таа трибина дека не може општина или било која општина во Република Македонија да не биде консултирана во врска на одредени финансиски издатоци кои што се конкретно на таа општина, а да не биде консултирано со Министерството за транспорт, екологија или било која министерство кое што поттекнува одредено законско решение. И јас направо во име на ВМРО ДПМНЕ да кажем дека ние повеќе нема да дискутираме на оваа тема, ниту ќе даваме реплики, контрреплики, туку едноставно ќе го поддржаме потребата односна на овој закон, да бидеме во втора фаза, па ако треба зошто да одиме во Ресија да организираме, ако веќе е толку како што прикажувате дека не знам локалното население воопшто запознаено. Јас би сакал овие пратеници има капацитет да направиме една заедничка јавна трибина заедно со Министерството во втора фаза во Ресија, ако има реална потреба. Што не ви ама буквално нема никаква потреба да се политизира. Навлегуваме како бил општината, како бил буџетот и така нато. Значи, благодарам председател, не за контрреплики, ништо, толку да кажем ставот на ВМРО ДПМНЕ дека ние ќе поддржиме потребата односно ова законско решение. Благодарам. Благодарам.